Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Овој пат се наоѓам покрај селото Скутаре, денешна Албанија. Тука сум дојден за да истражам една неверојатна книга. Не знам дали сте чуле, меѓутоа во 13 век е напишан зборник на македонски разговорен јазик, наречен Поп Драголевиот зборник. И сега оваа книга, освен што е напишана на македонски разговорен јазик, таа содржи неверојатни информации за пропаста на светот, за крај на светот и многу други интересни теми. Таа е пронајдена во 17 век и книгата била толку важна што од 13 век кога е напишана до 17 била чувана во истата фамилија, односно 17 генерации ја подавале книгата и ја чувале. Меѓутоа во 17 век е пронајдена и одземена таа книга и од тогаш се истражува. Меѓутоа таа книга е напишана на кожа и делумно е оштетена, односно запалена. Дали луѓето што ја чувале пробале да ја запалат пред да им ја одземат, не се знае. Меѓутоа делумно е оштетена, па така можеме да извлечеме само делумни информации од таа книга. Таа книга од 17 век кога е пронајдена и се губи секаква трага и повторно излегува за време на Првата светска војна и од тогаш се чува во Белградската библиотека. Па така си има можност да се проучи и тоа што е пронајдено во неа е неверојатно. Во неа се зборува за крајот на светот, за апокалипсата, за доаѓањето на Антихристот, за неговото владење и такви слични теми. И што е најинтересно, многу од топонимите во таа книга се од денешна Македонија, па така таму се спомнува Овче поле, се спомнува Струмица, се спомнува исто така Мезина земја и многу други интересни имиња. За некои се знае што значат, некои се поврзуваат со денешна Македонија. Значи човекот што ја напишал таа книга, или Василий Драгол, точно бил запознаен со топонимите во денешна Македонија, па така употребувал многу од тие топоними. Еден од топонимите кој што често се употребува е Овче поле. Таму во Овче поле, според книгата или Поп Драголевиот зборник, така е наречена книгата, живее сатаната или ѓаволот. Антихристот е опишан во таа книга. Имено, тој дошол по реката Тајниот рај и се сместил во Овчеполието. И тој таму ги чека последните денови за да излезе и за да го освои светот. Значи, освојувањето на светот ќе почне од денес на Овче поле. Звучи малце смешно, меѓутоа токму тоа е опишана во оваа книга. И сега, интересна енигма за оваа книга е реката Тајниот рај, по која што Антихристот допловил во Овчеполието, каде што е сместен моментално под земја. Пак ќе кажам според книгата. Јас истражував за енергетски линии на земјата и пронајдов една неверојатна енергетска линија која што почнува од рудникот Алшар, преку ѕидот Редени камења, геоглифот во Овчеполието, пирамидата Островица и пирамидата Ртањ прави една линија, односно ја прави реката Тајниот рај. Па така да, можеби реката Тајниот рај е токму таа енергетска линија, односно дека што и да има таму во Овчеполието, тоа се наполјува од таа енергија. Така да, моето истражување се поклопи со тоа што е напишано во Поп Драголевиот зборник, дека постои енергетска линија наречена реката Тајниот рај, во која што денеска е сместен Антихристот, се напојува со енергија и чека да дојде време да испане на површината и да го завладее светот. И токму тоа е напишано во оваа неверојатна книга од 13 век. Инаку, немаме многу зачувани книги од 13 век. Ова е една од ретките книги. Многу од книгите, како што знаете, се уништени. Многу се некаде сокриени. Меѓутоа, оваа книга е испливана на површината и има можност да се истражи. За жал, новие простори не се знае многу за таа книга.
едино таа книга треба да се оди во Белград сега и да се истражи. Меѓутоа, како што кажав, таа е многу оштетена. И од тоа што е истражено за неа, се зборува за последните денови и како и во секоја книга, последните денови на овој човечки род се страшни, односно ќе завршат со наше тотално уништување. Инаку, информациите во оваа книга ги добил пророкот Даниил, кој што бил однесен на небескиот свод од ангел, че дошол ангел и го качил горе на небескиот свод, и тој таму видел многу неред и хаос, меѓутоа видел и ангел како пее, и тој се шетал низ сите ангелски кралства и на крајот посакал да се врати на земјата и му дозволиле да се врати на земјата, меѓутоа му рекле дека може да се врати само ако ја проследи информацијата за крајот на светот, односно тоа што е напишано во Поп Драголевиот зборник. Иначе зборникот сигурно имал друго име, меѓутоа денеска, затоа што е оштетен, му е дадено името според попот кој што го напишал, затоа што на 42-та страна стои Василий Драгол, односно името најверојатно на тој што напишал, па според тоа е извадена Поп Драголевиот зборник. Иначе слична оваква книга има исто во Софија се чува, наречена е Тиквешкиот зборник. И некако ми е малку чудно сите наши книги да се по соседството, иако кријат многу информации. Меѓутоа, тоа не е важно. Важно е што не се истражуваат овие книги или се истражуваат само делумно. Меѓутоа, мене ме заинтересира овој зборник како некоја книга која што може да не доближи можеби кон иднината, а исто така и кон минатото. Не доближува кон иднината затоа што има пророштва за нашата иднина. Па доколку ги сватиме сериозно овие книги, ние можеме да ја промениме нашата иднина. А како што гледаме, овој човечки род оди токму кон таа иднина што е пишена во Поп Драголевиот зборник, а тоа е дека ќе заврши со уништување, дека ќе има толку мртви насекаде, што нема да има кој да ги закопа. Па така, тие мртви ќе стојат насекаде расфрлани, а од подземјето на земјата ќе испаднат чудни луѓе кои што ќе ги јадат тие мртви тела. Тоа се опишува во таа книга за крајот на човештвото. И тоа е ужасен крај за едно вакво наводно, напредно и паметно човештво. Така да, овие книги треба да се земат сериозно. Генерално тоа е за книгата. Има опишано во книгата и делови од историјата за владењето на кралевите. Иначе за апокалипсата е кажано дека пред да дојде апокалипсата, на оваа земја ќе владеат страшни кралеви. Тие ќе бидат толку страшни што луѓето нема да можат да ги гледаат, па при нивната појава тие ќе бегаат во горите, ќе се кријат и слично. Така да, гледајќи ги сегашните владетели, иако ги видиме нивните постапки, ќе видиме дека се доста страшни. Иако имаат човечки изглед, нивните постапки не се никако човечки. Тоа ни е јасно веќе на сите, а за нивниот изглед можеби во иднина ќе се открие и како тие вистински изгледаат и можеби токму на тоа се мисли во овој зборник. Да не должам многу, ете така ве запознав со оваа неверојатна книга. Ете малку уживајте во оваа убавина. Секако доколку ви интересира повеќе, можете да истражите, а можеме и заедно да направиме притисок овие книги да се вратат кај нас, доколку не се променете или уште толку оштетени, па да можеме сите заедно да ги истражиме и да видиме што се крие во нив. Ете така, толку од ова видео. Јас сум Димче, ви благодарам што гледавте и како секогаш на крај да ве потсетам да се претплатите, да станете членови, да го споделите ова видео, односно да направите се што можете мојот канал да напредува, затоа што ми треба тоа и го барам често од вас. Ви благодарам уште еднаш, ви го посакувам секое добро и се гледаме.